Јас лично, како лидер на групата на социјалистите и демократите, подолго време не сум бил во Македонија. Ќе дојдам повторно следниот пат кога ќе има сериозни преговори за членство на Македонија, но за жал морам да се вратам сега кога преговорите се уште не се започнати. И навистина ова е голем проблем што не можеме да се придвижиме напред. Не сакам да тврдам дека едните или другите се одговорни, меѓутоа можеби ова ќе биде дел од дискусијата подоцна, меѓутоа смислам дека навистина е многу важно да се изрази целосната поддршка која групата на социјалдемократи всушност ја дава за брзо започнување на преговорите за членство помеѓу Македонија и Европската унија. И сакам да замолам да побарам од двете страни да дојдат до решение за прашањето за името, кое што е општо познато, и се надевам дека следната посета на министерот за надворешни работи на Грција, која што е земја председавач, дека навистина ќе придонесе за ова. Неодамна зборував со него и побарав од него навистина да направи најголем напор за да се направат чекори да се започнат преговорите. Без оглед дали може да се договори или не може да се договори прашањето со името, и се надевам дека владата во оваа земја прави се што може повторно за да се дојде до решение. Барем да се направат некои чекори кога ќе може да почнат преговорите. Меѓутоа, ќе бидеме отворени и јасни. Нашата политичка група во Европскиот парламент сака преговорите да почнат, да започнат вистинските реформи во оваа земја, и не е прифатливо за македонците, не е прифатливо за регионот тоа што оваа земја доцни со нешто што е многу важно. И втора работа, групата на социјалисти и демократи, која што е многу добро представена овде, со заменик председавачот Либор Ручок и исто со Кинга Гонец, која што е една од нашите главни експерти, со Ричард Ховит, кој што интензивно, како известувач на парламентот, на Европскиот парламент, интензивно се обидува да постигне придвижување во оваа ситуација, и навистина конкретно сакам да му се заблагодарам за целата работа што ја врши. И потоа господинот Нук Влекенштајн, кој што се врати од паузата за цигара. Меѓутоа имаме строги правила, но сме сепак толерантна група, така што треба да ги почитуваме сите оние специфичности кои ги имаат различните луѓе. Господинот Флекенштајн, сакам да му се заблагодарам и на него за неговата вклученост во работите во регионот. Деновиве пред европските избори сакаме да изразиме нашата целосна поддршка за дополнителна интеграција на целиот регион. Неодамна, односно во понеделникот оваа недела во Србија, видовме различни политички лидери. Јас потоа напишав еден напис со наслов во кој што објаснувам дека во социјалдемократското движење има премногу партии, меѓутоа тоа се случува. Денеска се пријатели, утре не се пријатели, меѓутоа посакувам и нашите пријатели во Белград, им посакувам се најдобро за идните избори
И секако наскоро бевме пред неколку дена во Албанија, потоа ќе го посетиме Косово со цел на сите земји во регионот да им ја дадеме целосната поддршка. Секако имаме определени критериуми и сме виделе во минатото дека можеби понекогаш работите пребрзо се толерираат и се прифаќаат и ова е всушност проблем за самата земја, бидејќи доколку самата земја не ги изврши реформите, тогаш тие ќе си имаат проблем. И исто така мора да најдеме начин и мислам дека примерот на Унгарија е нешто што треба да го предложиме и да размислиме, дека земјите стануваат членки на Европската Унија, а потоа работите се уназадуваат во земјата, бидејќи си дека се кажете сега сме во Европската Унија, не мора да продолжиме со реформите. Значи, доколку во преговорите со различните земји кои што сакаат да станат членки, сме построги во однос на некои прашања, особено во однос на човековите права, состојбата со законите. Не сме строги зашто сакаме да ги казниме земјите или зашто не сакаме земјите да станат членки на Европската Унија, туку мораме да бидеме строги, бидејќи сакаме потребните реформи, спроведувањето на законите, почитувањето на индивидуалните слободи, на правата на малцинствата, почитувањето на човековите права. Сите овие работи треба да бидат вградени и не треба да бидат оспорени откако земјата ќе стане членка на Европската Унија. И од тие причини мораме да бидеме строги во однос на овие прашања. И всушност тие се и темите за денеска. Значи демократија, владење на правото и слободата на медиумите. Овие се многу важни прашања, бидејќи не може демократијата да се спроведува доколку нема слобода на медиумите. Доколку медиумите ги притиска владата и не можат слободно да известуваат за тоа што се случува. Демократијата без таквата слобода на медиумите не е возможна и мислам дека од тие причини ова е една од главните работи кои што сакаме да ги разговараме со вас ова утро. Во таа насока, дозволете ми да ви посакам добре дојде и се надевам дека ќе имаме успешна дискусија и дозволете ми подоцна накратко да се навратам на земјата во која што сме. Значи, ние сме социјалдемократско движење кое дава целосна поддршка на аспирациите на Република Македонија да стане членка на Европската Унија најбрзо што може или барем да ги започне преговорите. Понекогаш се сомневаме дали сите навистина ја делат оваа аспирација. Имаме впечаток, иако тие определени луѓе не се во оваа просторија, политички не ни се пријатели, изгледа дека повеќе им одговара да бидат во ситуацијата каква што е. Сметам дека ова не треба да биде прифатено и сметам дека зборовите треба да бидат преточени во дела. Една работа е да се зборуваат определени работи, а друга работа е да се прават вистинските реформи во судството, во слободата на медиумите и да се почитуваат изборните резултати. Не само на национално ниво, туку и на регионално и на локално ниво. Видовме некои инциденти во минатото, кои што навистина критички ги оценивме и секако не се ослонуваме само на зборовите на опозицијата, туку и на објективните извештаи за настаните во оваа земја и тоа е секако за сите земји, меѓутоа конкретно и за оваа земја. И од тие причини даваме целосна поддршка на нашите пријатели во солидарност, бидејќи тие се тие кои што мора политички да се борат во оваа земја. Меѓутоа, оно што сакам особено да го нагласам е единството на земјата, кое што не смее да биде загрозено. Започнав да се вклучувам во настаните во регионот, исто така и во Македонија. Во 96-97 година, многу одамна,
видов кога имаше судири помеѓу различните етнички групи во Македонија. И многу ни беше мило што можевме да ја надминеме таа ситуација со Охридскиот рамковен договор, со сите недостатоци кои што ги има тој договор, меѓутоа сепак е некој вид на компромис. Меѓутоа се надеваме дека патот кон Европа, кон Европската Унија само ќе го засили единството на оваа земја и тоа е исто така многу важно. Секогаш постои опасност некои определени групи во земјата да станат нетрпеливи кога работите нема да се придвижуваат напред. И мислам дека мило ни е што разговорите помеѓу Србија и Косово можеа да започнат. Имаме различни мислења во однос на тоа колку детален и колку силен овој договор ќе биде, што всушност еден чекор напред. Не сме задоволни со ситуацијата во Босна и Херцеговина, каде се уште политичката елита не може да најде начин да ги спои луѓето, да создаде работни места, што е најважно за сите нив. И се надеваме дека Европската Унија може наскоро да ги започне преговорите со Албанија, тоа ќе биде јасна порака за тоа. И на крајот секако се надевам дека во идната посета може на министерот Венизелос може да се очекува некој чекор напред. Значи, за време на грчкото претседателство беше дадено ветување дека сите земји во регионот можат и треба да одат напред да и се придружат на Европската Унија и ќе биде навистина голем чекор ако Грција не само вети, туку навистина ако се направат важни чекори за оваа земја и да се најде некој компромис и да се започнат преговорите, бидејќи навистина потребни сте ни во Европската Унија. Ги потребни ни се сите земји, меѓутоа конкретно Македонија, која навистина толку долго чека да ги започне преговорите. И уште еднаш сакам да ви посакам добре дојде на сите вие кои што дојдовте од различни земји. Се надевам дека ќе имаме навистина плодна дискусија. И сега сакам да му дадам збор на претседателот на нашата партија овдека во земјата. Во Македонија ви посакувам среќа, бидејќи свесен сум дека ви треба, бидејќи за жал не секогаш правдата е таа која пресудува, туку потребна ви е и среќа.